Навлеговме длабоко во Малешевските планини, на 1400 метри надморска височина над Пехчево. Тука професорот по шумарство Николчо Велковски повеќе од 10 години ги истражува старите вековни дрвја. Овој црн бор е висок 35 метри и е стар од 280 до 330 години. Старите вековни дрвја имаат висока природна вредност за шумските екосистеми и представуваат живи споменици кои може да ги обликува само природата. Малишевијата е еден од островите на некој начин кај што природно е застапен овој вид. А ваквите стари дрвја се навистина реткост, бидејќи сите други се со помлада возраст, 100-200 години. Тие што се со 300 години и поголема возраст се навистина ретки. И затоа треба да бидат да останат на природата и да бидат зачувани како такви. Малку погоре, во горното течение на Тревомирска река и на 5 километри од границата со Бугарија, обстојува така наречената девствена шума. Релиефот е разгранет и испресечен со долови над кои се издигаат помали и поголеми возвишенија и ридови. Во пазувите на планината се создаваат првите извори, слапови и притоки кои го исполнуваат сливното подрачје на реката Брегалница. Тука човекот досега немал никакво влијание, нито пак се правени сечи. Дрвјата паднале од длабока старост, што пак влијае на природноста на шумскиот екосистем. Девствените шуми се многу ретки во Македонија, но и пошироко, и затоа се од посебно еколошко и значење за биолошката разновидност. Во време кога се повеќе шуми се уништуваат, нивната вредност расте. Сепак, во Македонија официјално нема заштитени шуми. Постои веќе иницијатива и овде за Ченгино кале, за овој дел, да се прогласи една категорија на заштитен предел, со кој што оваа шума би останала на природата таква како што е, за да не се применуваат никакви човечки активности.